сакам оние кои пцујат кога ги боли. И се смеат гласно кога им е убаво. Кои плукаат на земја, а кажуваат вистина в лице. Кои никогаш не научиле да го завиткаат презирот во целофан од убави зборови. Оние со валкани патики, лоши навики и чисти сметки со совеста. Оние кои немаат влакна на јазикот, но имаат златни срца. Ке ти кажат дека си глуп, кога си глуп. Ке те опцујат кога ќе претераш. Ке ти ја треснат вратата ако си заслужил. А потоа ќе ја отворат кога немаш каде да одиш. Не умеат да кажат секогаш сум тука за тебе. Само ќе дојдат во 3 наутро, по дожд, со половина резервоар и 2 цигари во кутијата. Ќе пцујат цел пат што повторно си направил глупост, а сепак ќе возат. Такви се, не ги кријат пороците во фиолки кога доаѓаат гости, не ги бришат дамките од биографијата за да изгледаат подобро пред луѓе кои не ги почитуваат. Ова беше дел од поемата Без влакна на јазикот. А многумина сигурно ќе им текне дека се работи за македонскиот извонреден поет и писател Андреа Јанков. Вечерва во корупција на удар ќе удира Андреа Јанков. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Тука е и Саша Тасевски, без него не можеме. Рефлексивна. Да, баш. А оваа песна буквално ме одушеви завчера, инаку јас и ти пред тоа правевме муабет да дојдеш во емисијава. Имав читано доста работи од тебе, ги објавуваш на Facebook, но ми се случи една катарза во смисол, ќе почнеме малце поетично, значи. Не е проблем. Да, Иако се работи за хоби. Хумористично, но сега ќе почнеме поетично. Ми се случи катарза за тоа што песнава е чиста вистина. Знаеш како? Ја ја викам вистина од тука, од плексус, како се викаш ова? Плексус. Значи онако ќе те стекне... Или диафрагма. Диафрагма. Одличен си. Од диафрагма. Значи, вистина од диафрагма. Секое зборче што си го напишал е така. Дали ние признаваме или не, дали сме согласни, дали така постапуваме, ова е тоа. Кој е Андреја? Вака се. Значи, ги фатат. Прво поет звучи многу благодарно за некој човек што тоа го прави од хоби. Добро, тоа се мртливи писатели на проза. Да, практично може така. Иако пишувам и проза, така да ништо од тоа не е се уште објавено, за жал. Ќе биде, значи, еден убав сончев ден, се надевам многу брзо. Инаку по професија сум далеко од поет, работам нешто многу попрагматично. Јас сум во суштина магистар инженер архитект. Градежна мафија. Далеко. Значи јас сум можеби оние што пробува да ја разоткрие градежната мафија. Иначе да, ми се допаѓа терминот, значи многу го мразам она кој ќе речат урбана мафија, тоа значи дека постои рурална мафија, што е малце абсурд. Многу мафија, знаеш кој се? Тоа се градски луѓе кои што прават пиздари. Во принцип, да, меѓутоа многу поадекватни термини се урбанистичка и градежна мафија отколку урбана и рурална, нели? Како ме гледа Сашо кој надзор е. Значи не мора да значи дека те гледа како надзор, пошто меѓу другото и тоа го работам покрај проектирање и надзор, значи не мора да бидеш секогаш строг надзор за да можеш да функционираш со луѓето, да те слушаат. Многу подобро е ако настапиш со малце друг начин на однесување отколку да глумиш само некој таму строгоча. Добро, значи поет, архитекта по образование и по вокација. Да. Уметничка душа, архитект мора да има. Се сметам за ајде ренесансен човек. Полимат. Витрувијанскиот човек. Витрувијански, да. Сашо, што ќе кажеш ти за денешниот гостин? Дали е добар изборот на гостин? Да гледам дека е онака габарит има. Габарит добро нахранет што се вика сега. Знаеш како го поканив Андреа? Андреа ми се свиѓа името. Кај да го ставам акцентот? Кај сакаш тај го, сега ти објаснам приказната. Ајде, случајно многу го сакам Џони Кеш. Значи, има нели една песна Boy Named Sue. Добро. Кај што му дават нели женско име на дечко и овој цел живот пати ради тој момент, али тоа го прави многу појака личност него што би била ако не би имал такво име. Јас сега благодарение на мајка ми го имам тоа име. Мајка ми е србинка која што научи македонски во периодот ја кога бев прво одделение. Паралелно значи со Значи учевте заедно. Учевме заедно. Иначе дојде тука на студии, растена во Шведска, па дојде тука на студии.
И сега случајно граматика и предавал Блаже Коневски. О, И мајка ми врзува ни у крпче дека не се става ја помеѓу е и ја. Нели, освен во изузетни случаи, пе и ја, нели. И сега најдобро од све што она полага ке Блаже Куневски, ама го замолува, вика, дали може јас да не полагам на македонски граматика, ја знам, ама јазикот не го знам. И си полага на англиски македонска граматика и добива 6 ради тоа, али тоа е више дугачка прича. Целата работа е што кога се раѓам, крстен сум по дедо ми Андреј и ја, мајка ми сакала да биде граматички точно името, и ми дава име што може да се свати, нели, онака, и машко и женско, значи, она... не, зашто Андреја... Да, добро. Андреја Бочели. Не, Андреја, имаме тука Андреја. Да. Али еве конкретно за Андреја, името да. и нели во рани години на развој детство имаш лютење, те зеза други деца, па тука влегуваш нели у конфликти, тепачки, ферки тогаш на времето. Ама тоа те гради малку појака личност него што инаку би бил. Кажи ми на колку години ја напиша првата песна? Негде уште во основно почнав да пишувам. Средно пишував повеќе. Ти текнуваш што ти беше инспирацијата на првата песна и зашто беше Љубовна некоја беше, сигурно. Сигурно мислам дека беше некоја симпатија таму, така, тогаш у поромантични... У таква наивна рима, да. наива беше пишувано, у таква рима. Да, така нешто. Значи, не знам, немав тетрадки у тоа време. Првиот компјутер го земав на 19 години, рачунај, така да немам ништо дигитално од пред тоа време. Ама не се сеќавам баш многу. Може би ќе ги најдам некогаш тие. Али генерално, интензивно, мислам дека почнам да пишувам негде пред 2 години, така нешто. А кажи ми, интензивно пред 2 години? Интензивно, да, значи почнав пред 2 години да пишувам, дали повеќе време, дали повеќе инспирација, не знам точно што беше овакво. А имаше некој... Се навратив на нешто што многу долги години ми беше запоставено. Значи, кога бев на студии на архитектонски, тогаш па имав друга страст, сликање. И тоаш доста цртав, сликав. Што е логично за некој што студира и вајда архитектура. таа креативна Свигаше мртва или жива природа? Не со моделчиња, све, дојди. све. Или модели? Модели Имаше се и сликаат. модели? Леонардо Ди Каприо Имаше момент. и модели? Да бе, да се пријавуваш таму педагог. Актови, мислам, Не, актови. актови не сликав, значи ама Немаше. мислам дека имам насликано сопругата дека спие, така. Тоа ми текнува вака. Добро, тоа е повеќе Ама тоа е интима. веќе, да, тоа е веќе од пред 20 години нешто тоа дечко и девојка, нели? Аха. Така што го имаше тој момент, А нешто немаш насликано голо женско тело или набурена нешто така? Не. Види, Сашко, колку што му ја разбирам, јас поезијата одние на едниот крај од лудилото. Ти си на другиот. Јас сум негде измеѓу, но тоа сакав да ти кажам, не ти кажав, како бидна да го поканам. Сега гледам човеков има допирна точка со политика, значи може да рендаме корупција и да критикуваме и да бараме. Денеска има една интересна вест, после ќе најавам, да не бегам од темата. И викам, дојди бе, тројца писатели, ќе се изнамуабетиме. Секојаш има за будали, никогаш доста муабет, ме разбираш. И човеков вика, да бе, ствар, че кој сте водители? Ти и Сашо Тасовски. Одлично, со овие пациенти не сум бил досега и дојде прифати. Аха, да. А што сакав да те прашам од оваква? Имаше некој како да кажам поетски идол кој што ете така поради когаш си се заљубил да пишуваш поезија некој? Вака, кога бев средно, најголемиот Јавчев у Јосип Броз, за најголемиот дел од друштвото ми бидеше у Орце Николов. И Орце Николов, тогаш професор по македонски јазик, и тоа пази на електропаралелка. 40 мужи збориме у оделенија, Тихомир Јанчевски, сега за жал. Бог да го прости. Лопе. Да. Така да тогаш на времето зборам, тоа 30 години се поминати. А сега ми текна на кого подсетува поезијата. Подсетуваш му? Значи многу ми се допаѓаше вака од македонски, значи зборувам писатели и поети, Тихомир Јанчевски ми беше реално идол. Сега, зашо пред 2 години зборам? Најверојатно затоа што претежно се бавев со проектирање. И тоа ти дава некоја креативна онака енергија, каде што имаш можност да се изразиш, значи проектираш куќи, згради, размислуваш, градиш нешто, не? Сега, тогаш тој период, добивам титула званична технички директор. И наједнаш ти од креатива се вртиш на тешка бюрократија, каде што заминуваш нешто што треба да биде да работиш со простор, ти наједнаш работиш со бројки, буџети, тоа е прилично некреативно. Планирање.
Во Елена Лука Хомбев, 6 години таму работев, од кои последните 2 мислам дека бев така, технички директор бев таму. Сега више не сум, значи едно добри 6 месеци таму. Сакаше, извини, те прекинав, имаше афинитети од средно за архитектура, зашто архитектура е? За малце несудени колеги ќе бевме, морам да ти признам. Уште еден утнат глумец. Да. Како ќе најде да се глумец? Сега ти кажам, И за следната е планиран глумец. 2001 година ми се чини дека како примаат тогаш на 2 на 4 години. Нешто така имаше на. Нешто така беше 4 мислам дека беше тој период. Ја викам, човече, сега треба да идам војска и што ќе правам бе 3 години, викам. Тоа е цел факултет практично. Викам, чекај да идам што имам други афинитети. Тоа што се размислував археологија, дали да студирам, ме интересираше доста историја и Личиш малку археологија. Да. И викам, На Паско Кузман не личи. ау нема. Немам 2 сати, немам ни еден. Немам ни еден практично. Нема 2 сати, 8 и пола. Да. Тоа секогаш може човек да го направи тачно, али тоаш беше таа размислата, викам, некако немаше глума, археологија, па чекај дали академија, па не сум доволно добар за академија, ја ова се да го искомпонирам и падна изборот на архитектонски факултет. А имаше нешто од претходно некој, не знам, во поблиската фамилија? Не, никош. Прв сум фамилија што се бави, да. Така да. И добро, може имало некој молер. Не, немаме. Татко ми беше градежен техничар, значи има И многу како краток не, период, ети ама може не е допирна точка, он беше со ниско градба патишта и така натаму. Така Добро, да, па е допирна точка како не тоа бил. не е нешто. Не бил Па баш многу не ми помогна да ти кажам за време на студија. После неколку што викаат small talk прашања, ја би поставил се едно малце поконкретно. Може ли? Ајде. Поврзано со твојата професија. Колку е важно луѓето што планираат еден град или еден реон или едно мало населба што ја планираат незината архитектонска, како да кажам, Димензија, усогласеност, рамка. колку е важно да потекнуваат од таа средина или барем да се да се некако емотивно поврзани, не мора конкретно од населбата, но од градот, тој кој што го планираат во одредена област, во одреден реон. Колку е важно да има некоја емотивна поврзаност? Многу е важно. Имаше во Скопје своевремено еден многу познат графит, архитекти градете со љубов. Не знам дали се сеќавате. Да, мене ми умагла. Да, кој имаше, тоа беше графит во Скопје и по мене контрапродуктивно е ако еден архитект поттикнува од семејство, да речеме, на архитекти, затоа што тоа више си го сваќа како, нели, принцот што си ја сваќа здраво за готово професијата наследена од таткото, така. Многу е подобро кога првпат се соочува со тоа, многу е добро кога е од самиот град. Значи имаше професор, за жал мене не ми предаваше, Живко Поповски, кога се кандидираше за градоначалник како би текнува на Скопје. И нели слоганот тогаш му беше на Скопје со љубов. И практично зборуваме за човек што стварно беше од градот, што си го сакаше градот. Имам тоа што ќе беше пензија, ама неколку предавања ни одржа веќе како пензиониран професор. Извини, кој што често пати у своите интервјуа, дури пред смртта знаеше да го критикува просторното планирање на Скопје, тоа дивење на урбанистичката мафија, тоа пополнување на просторот кај што минуваат тие труснатите линии подрачја кој што е изграден. Знаеше, често пати сум го гледал на такви некои емисии, но за жал тие луѓе многу нема останатите во градот слух за она што им го збореа тие врвни архитекти на некој начин. Знаеш што е проблемот? Кај нас, у суштина, сите закони, правилници као подзаконски акти, деталните урбанистички планови, генерални урбанистички планови, сите се прават по нарачка. Тоа е главниот и основен проблем. Многу долго време не е оставено во раце на стручњаци, каде што самите они ќе можат да го рефлектираат целото свое знаење, да го стават на хартија и да биде за општо добро. Еве, например, кога се носеа закони, зборувам закон за градење, 2015 година се сменија, мислам, едно 5-6 пати го менува законот за градење. Законот за урбанистичко планирање има глупави сегменти у себе, измислени такви линиски центри. Тие, значи, што е линиски центар? Пластично да објаснам, во непосредна близина на булевари кога има планирани објекти, параметрите што произлегуваат од нив не се земаат и не произлегуваат од генералниот урбанистички план. Односно, тие жители што живеат таму исто како да нема. Значи, не го оптоваруваат градот со број на жители, не се рачунаат никаде во број на ученици во школи и во градинки, не се рачунаат никаде како возила,
потрошувачката на вода. Сето тоа, така, линijski центар е тоа е исто како да НПУ не важи, не постои. Така да... Ајде едно подпрашање. Зошто е тоа така? И јас не можам да разберам како може да има концентрација на интереси за да успеат да издействуваат. Еве се мора малце да работи и политичарот во тебе и во комбинација со архитектот. Како може да дојдеме до формулата дека ќе реализираме нечив интерес ако тој интерес е широк? Овдека се работи за тесни интереси, за ајде да не кажеме партиски интереси. Вака, малце ќе влеземе профилозофски у цело. Влези, ама се работи. Вака, зашо се Зашто работи? јас сакам да ти поставам прашање, кај почнува корупцијата, ама ти веќе го начна. Види, прилично едноставно. Се работат, рече, Кај плановите почнува? за да. Порано, целото градежно земјиште во Република Македонија како дел од СФРЈ било државно. Значи ти си можел да ја поседуваш куќата, си можел да го поседуваш станот во кој што живееш, ама земјиштето по тие објекти било на Републиката. И практично доколку градот или општината сметала дека треба да се случи некој урбан развој, тебе те обештетуваат, дечко ти колку имаш, 50-100 квадрати, не е битно, пазарна вредност е таа и таа, повели емоционална вредност, да речеме 10-20% плюс заради тоа, повели исплатен си, можеш да живееш таму и таму, или ако сакаш ти замениме со тоа и тоа, меѓутоа овдека се случува тој урбан развој. Сега што се случува по самостојување. Затоа ќе влезам малце прво филозофски па политички, затоа што по убедување сум комунист, не можам другачие да размислувам. Независно што си по убедување, мора да им објасниме на луѓето многу пластично. Кога се доведува дека примат во Македонија станува приватната собственост, што се случува? Денационализација, приватизација, така? Добро. Значи, луѓето имаат право да го откупат земјиштето под својот објект, имаат право да го откупат дворното место. Со тоа де факто и де јуре стануваат собственици на дадена локација. И сега тоа станува светиња, апсолутно државата има само еден механизам да ги тргне условно од таму, тоа е експроприација. Нормално, не им се исплати да ги експроприираат, значи зборувам на самите луѓе што живеат таму, зашто да му го откупи само земјиштето или објектот што го има, кога некој таму, паметен дечко архитект или урбанист, замислил една градба. И веќе тука почнува, тоа е некаде втора половина на 90-ти, почнува на пазарење со процентите. И почнува со некои си 15, 17, 20, 25, 30, више догурано до... Зборуваме дека приватните собственици се договараат за продажба на своето земјиште. Не за продажба, за компензација за одреден стамбен објект. Да. И наеднаш луѓе кои што имале субстандардни, да речеме, објекти, ама на добра локација, преку ноќ имале можност да станат милионери. Ќе продаде толку станови, ќе земе пари, ќе си купи за подома, коли, одмори, врагови, чуда, другото ќе си го задржи, ќе го издави, и нема потреба практично да работи. Тука имавме еден абсурд, ако ви текнува во центар, кога имаше едни протести, не сакаме зеленило, сакаме станови за децата. Јас го памтам тоа. Значи, тоа е абсурдистан момент. Тоа беше во општина центар. Тоа беше во општина центар и тоа е абсурдистан момент. Значи, и сега која е болката практично на капитализмот? Капитализмот тебе што те учи? Ти си бе дечко сиромашен аристократа, не си ти у суштина било кој, тебе само ти фали шансата или ти фали да го вратиш она што некогаш си го имал. Ме свеѓаш? Добро, ама... И тука е размислата, и тука е она алчноста и желбата за акумулација на добра. До тука, ако ги погледнеме природните текови на капитализмот, не е спорно. Знаеш кој ми е мене спорниот дел? Мене ми е спорниот дел зашто во тие планирања државата, општината, кој има ингеренции, не каже, добро, вие тука ќе правите зграда, но овдека е планиран зелен простор, овдека е планирано ново училиште, овдека се планирани игралишта, овдека се планирани паркинзи. Тоа веќе е логика на нештата како се гради. Имаме ние држави, имаме Норвешка, имаме па и Соединетите американски држави. Сакаш да кажам која е основната разлика меѓу тие држави? Инаку до тука не ми е спорно. Да, во капитализмот е така. Ти велиш, јас сум комуниста, јас ти велам, јас сум капиталиста од дете. Мене комунизмот не ми се допаѓаше. Јас, условно кажано, немав ништо, имав само време, желба и мотив во комунизмот. Се друго го имаат другите. Во комунизмот технички никој немал ништо. Ако веќе одиме за тоа, се она што носиш сам друго со сакам себе. да кажам. Дали го уживале или не, тоа е веќе друг момент. Не. Сега мене ми е друго спорно. Никој немал ништо, па... Зошто урбаната мафија, која што се сложивме дека е подобар израз од колку градежна мафија,
Или градежната мафија? Урбанистички или градежна е подобро од урбана. Тоа, Така, да, урбана беа овие момците што се фраери. Градежната мафија, зошто ги злоупотреби буквално сите услови? Која е таа конекција? Дали тука политиката е конекцијата? Дали тука конекцијата се големите бизниси, трката за профит? Затоа што трпи општото добро. Ти убаво го спомена, општо добро. Вака, политиката кај нас во суштина е сервилна. Значи, ние не зборуваме за висока политика, ние не зборуваме за политика која што е проткаена со никаков идеал меѓу себе, него е сервилна и продолжена рака на крупниот капитал. На кој начин сега тоа се дешава? По правило, ние треба да носиме генерални урбанистички планови на 10 години, детални урбанистички планови на 5 години. Нормален градоначалник ќе се ги стави во буџет, чекај, овој урбанистички план ми истекува тогаш и тогаш, значи јас треба да испланирам дека таа и таа година треба да му платам на планерот, треба да се изгласа тоа чудо и во мојот мандат тие треба да бидат решени. А нама шо прат? Ние имаме урбанистички планови што се на сила од 91 година уште. Значи таков е во општина Центар конкретно, мислам дека сега се работи новиот француски гробишта, нозолите луѓе. Значи нацрта. Имаме урбанистички планови во Ѓорче Петрово, Карпаш, кои што се од 99-та, 2000-та, 2001-та, 2002-та. Значи застарени правилници планирани по 25-30 години. Сега на што се должи тоа? Градоначалниците чекаат да се појави инвеститор за да му го плати урбанистичкиот план. Практично не го финансира општината. Урбанистичкиот план го финансира приватен инвеститор. Сега има тарифник, значи за урбанистички планови, искрено не се бавам со урбанизам, значи добро, ајде да дадеме некоја па да речеме над 40.000 евра, да речеме 40.000 евра нема во општина. зависност овакво, 40 до 80, ајде да речеме некаде околу 80.000 ставите границата за урбанистички план. Абе Андре, денеска излезе афера дека студентски дом плаќал 120 денари леп, потрошил на глупости пари. 116 денари леп, кој што чинел 70 денари условно, инаку нормалниот леп чини 40 денари, 30 денари. Да, значи се крадело на мртво име и презиме, а нема една општина, извини, аз познавам лично многу градоначалници. Како бе нема една општина 40.000? Не планира. Ме свеѓаш е проблемот. Он не планира, он го има буџетот. Теј ајде за споредба. А зашо треба тоа? Планира за следната година. Скопските општини имаат некаде буџет годишен од 15 до 25 милиони, град Скопје има околу 125 милиони. Така. Тука некаде се движат буџетите што ги имаат општиниве и они не сакаат да испланираат. Зашо кога он му треба, дали му треба за патувања, му треба за плати? Они комуналите ги трошат за плати. Не можам да го прифатам. Ме свеѓаш колку е. Дали ти е логично 40.000 евра, човек? 80% од тоа иде за плати од тоа на општинава град Скопје конкретно. Абе независно че се работи за 40.000 евра. Тоа е, знаеш како да зависам. Јас имам една, ајде, не е битно сега, таа е друга приказна, ќе ја измешам баби и жаби. Не може некој со 10 милиони евра да ми купи држава која што има 6,5 милиарди буџет. Како не може, еве, што ние све распродававме држава? Ама дали имаме нешто што не е распродадено? Ева на текнува. План беше и железници, уште водовод, пошта, сака. А го предлагаше Ристо Пенов, сакаше. Сакаат све да приватно, не постои држава каде што тоа е приватна собственост. Тоа не е нормално, ти ако се откажеш од тоа. Тоа е национално богатство, ќе си го земеш назад треба, ако си го продал. Еве, концесии издаваме за рудници. И тоа каде што се произведува храна. Значи, зборам за Штука и Ловица. И тоа упорно трае таа битка, значи не е... И тоа беше добиена, и сега пак се отвара Пандорина кутија, нели со спојување на концесиите. Не се да се вратиме на... Ајде да се вратиме на Значи, што ми е поентата? Покрај тоа што приватни инвеститори ги инвестираат плановите, го добиваш и овој момент. Правилниците, како се носат? Што и тие ли ги финансираат? Па, правилникот се носи интерно во министерство. Законот се гласа во собрание. Ти ако го имаш мнозинството, ја можам да ти предочам во совет. Во советот на град Скопје, кај што сум советник, убедливо мнозинство има владеачката гарнитура. Добро. Се може да изгласат. Се ќе помине. Значи ние сме колку? Ние сме од левица 6 души. А зашто го гледаме така? Значи 5 души со дуј. Во моментот кога ќе стават предлог, вие имате право да го... Јас можам да излезам, еве, и сум излегувал на говорница. Ова што го кажуваш тука, да го кажеш и таму, да кажеш луѓе. Кажам, значи види, добра работа што конечно ги снимаат и се пренесуваат. Ние дел од тоа вадиме рилови, споделуваме со јавноста. За жал, медиумски мрак има кон мојата матична партија, каде што ние не... Има и кон други партии, тоа не може се секира. Не се, али кај нас е многу убаво изразен. Значи, не можеме да речеме дека не е ни смислен или дека овако се измислуваат секакви можни правни слаломи за да може да што помалце
добие и простор за рекламирање и простор за да ги каже своите идеи левица. Еве, го имаме тој барем момент. Имате пари од овакво. Немаме. Од државата. Немаме, не ги даваат. Како не бе сега објавија колку сте земале? Ние сме 25 милиона. Не, ние сме партија со пратеничка група. И како пошто таква не е предвидена со законот, на нас не ни се исплаќаат средства. Не, чекај, имате пари годишно што се добиваат од државата. 25 милиона има исплатени ви се во јуни. Значи зборот значи, сега дојдат за избори, кои ќе дојдат изборите, ние немаме право да се рекламираме. За изборите имавте тамо некаков случај што не ви дозволија да. Ние го имаме втор пат тој случај, значи сега практично ајде тој дел ќе го ставиме на страна. Тој ќе го ставиме адакта, но зборам за за класичните пари што има за финансирање на партијата, од кои што можете да се промовирате. Да ја се вратиме на ова ми е битно урбаната мафија. Тоа значи сега, зашто го спомнав тој момент? Законите дури се кројат на начин да одговарат на урбанистичката мафија. Практично тој што инвестира и во кампања, така? Во кампањата на локално ниво кога инвестира, матичната партија, на градоначалникот што е или советниците кои што се мнозинство, нормално треба да испорача и на друга инстанца, а тоа е во Собранието на Република Македонија. Практично таму треба да се изгласа закон кој што ќе одговара за тоа и тоа, кај што има таков потек, па почна такви измени има, последниве 2 години се направени такви измени во законот за градежништво, каде што се или на сметка да се упрости процесот, се рипаат одредени инстанци. Сакаш да ми кажеш дека во Македонија, јас знам дека има моќни луѓе, дека постои моќен човек кој што може да финансира на ниво на општина, да речеме на ниво, да речеме на општина, на ниво на општина, ќе разберам, не, има моќни луѓе, знаеме колку градат и како градат. Добро. Сакаш да ми кажеш дека на ниво на држава има толку моќен човек кој што може да финансира и партијата да му донесе урбанистички план според неговите находенија, така како што си замисли. Апсолутно е така. Ајде да тргнеме во општина Центар, се што се донесе Е05. Отворете го Е05, тоа е мало, значи дури е бениген успоредба со тоа што се правило низ годините. Меѓутоа имате 10 парцели, ниту една не е на приватно лице, сите се на фирми. Во општина Центар. Во општина Центар, значи предлог планот, извини, помина, не е помина. Добро, значи останува предлог планот, веројатно. Сакам да кажам и тој се бранеше дека се намалувани површините, ама чеки ние можевме да изградиме толку да предвидиме, ова е сега пола. Тоа ти е моментот на невестата е малку трудна. Мислиш, значи таму кај што не треба да се гради, ама ние не изградивме многу, ние изградивме малку. И тоа е баш она малку трудна невеста. Најкарикатурално да го прикажам. Не е прашањето дали можат на државно ниво, доволно е на локално ниво што може да влијаат. Значи доволно да финансираат кампањи на градоначалници и да чекат нешто да им се испорача. Дали тоа ќе биде промена на правилник во министерство за да одговара на некои покрупни парцели, еве сега во Карпош на пример се спрема она Карпош на води како Добро, тоа ќе видиме дали ќе помине. Овека у Центар велиш дека пола е поминато. Сакам да кажам дека многу такви случаи имаме низ години. Не е тоа сега. Значи не е тоа проблем што се провлекува последниве 2, 3, 5 години. Тоа е проблем што трае 30 и повеќе години. И секогаш принципот на тоа е на тој начин. Ајде да се вратиме Холидей. Не, ајде, држи ја мислата, Холидей. Јас имам една дилема тука. Значи мојата дилема е, јас се надевам и ти како архитект не си против развојот. Значи развој мора да има. Не, развој мора да има. Да. Ама планиран развој. Ете така. Значи, девијации да има, но тие девијации да бидат во значителен процент релативно подносливи. Значи, издржливи. Еве, ако веќе сметаме дека на државно ниво не може на локално ниво да се прават тие притисоци, финансирања и така натаму и така натаму. Мене ми е следно прашање. Значи, дали ние избегавме од тој развој? Дали ние се претворивме во анархија, во хаос, во тоа градежништво и затоа сега плаќаме цената со енормни цени на станови, со станови кои што се нефункционални, значи немаат станари во нив, стојат празни, представуваат мртов капитал, а од друга страна имаме проблем да изградиме училишта, да изградиме нема да бидам популист како некои политичари па да кажувам сега фабрики глупости, тоа се работи во приватниот сектор. А на училишта, игралишта, спортски сали, се она што ќе ја оздрави оваа нација и која што ќе ја врати оваа нација назад, значи тоа ми е прашањето. Значи вак, Сашо, кажи нешто.
Каде е изгубена нишката? Нишката е изгубена кога планери не се веќе само стручните лица, него функцијата на архитект, као човек што го ваја просторот на некој начин, се сведува на службеничка, да не речам надри писарска професија, каде што треба во рамки на законот да извади максимум од даден простор, а при тоа да одговара на приватни цели и идеи. Затоа што нормално нарачател и финансиер на него му е приватна фирма или лице. Значи збориме, ако тебе те плаќа некој за да му извадиш максимум, ти ќе му извадиш максимум. Значи тоа е прво каде што е све на главачки превртено. Чекај, ако те разбирам добро. Значи некој кој што не е толку јак и функционален, да речеме во самата општина, решава вакви важни работи. Да, принцип е така. Затоа што практично тебе, ако ти како градоначелник не сакаш да финансираш во урбанистички план и тоа му го препушташ во раце на приватни инвеститори, нормално дека ти нема да добиеш квалитетен урбанистички план, затоа што тоа нема да биде за општо добро, туку ќе биде за форсирање на приватните нели цели кои што се зададени. Зашто го спомнав преска Холидеј да се надоврзам на Ќе те вратев сега, добро. Океј, супер. Скопје има многу катастрофален ГУП од 2012 година. Параметрите од тој ГУП се криминални и се рефлектира во слични Да објасниме за гледачите, генерален урбанистички Генералниот урбанистички план у суштина ви кажува на која дадена површина колку квадрати може да изградите, колку население може да живее таму. Не влегува значи во на микропроектирање значи на локација, туку е макро на ниво на цел град и ги дава сите можни параметри од сообраќајници до капацитети кои што се можени да се искористат. Сега, кога влегуваат деталните урбанистички планови, ние добиваме смешни урбанистички планови. Холидеј, на пример, 100-катница. Таква слична е предвидена кај Европски универзитет во центар. И тие стојат на план. И сега знаете како, кога некој ви кажува и овде може 100-катница, а ја ќе изградам 3 кули од по 10 ката, ово е добар, види колку многу намали, види сега што можеше да биде. Не, таа финта со намали сите. Тоа е, висок го знаеш со welcome to намали. Да, сите ја прават со намали. Ќе биде 100, а не 70, ќе биде супер, сме добили. Да. Тоа е тоа што се продава на јавноста. И нормално сите се промовираат како спасители, па прават рилови за тоа, значи ги гледаме сега, тоа е фасцинантно колку почна да се промовираат политичарите како дека нешто прават, а во суштина најмногу што прават е да се вршат својата работа. Види, тоа ќе постои. Рилсовите Не, јасно ми е, меѓутоа знаеш што, со тој начин на маркетинг полека се сведуваме до оној момент на филмот Идиокраси. Значи за жал нема суштина, туку има проповед на некој начин. Види, за жал Македонија е доста базирана на популизмот. Овдека убаво разјаснуваме некои работи. Ти си упатен, бидејќи си советник во општина Центар. Не, во град Скопје. Во град Скопје си. Да. Опа, извини. Дека бев кандидат за градоначелник на општина Центар. 21, сега сум актуелен советник во град Скопје. Добро, мала дигресија. Скопје и Центар се, да речеме, некои синоними за градот Скопје. Сашко, ти некако имам ја уште прашања, не се секирай. Овие наративи онака секој ден, мене ме интересира друга работа една. Колку стана може да добијам за имам едно платче. Затоа што сум роден во Скопје и практично сведок сум на све што се правеше во овој град, кај што буквално никој не ретерираше или или секој ја користеше можноста кој ќе дојде, кој ќе осети политичка моќ на некој начин да го силува градов. Па и мене ме интересира, сите се најпаметни кога се, значи не се однесува на тебе, на вас, сите се најпаметни кога се во опозиција, тоа све знаат. Истата секунда кога ќе дојдат опозиција или опозиција на моќ, гледаме дека ништо не се менува и дека се она што било останува исто или барем продолжува по истата инерција да се решаваат во наводници проблемите. Или подруго кажано, сите додека се во опозиција зборуваат за некои радикални промени, а во суштина кога ќе дојдат на власт гледаме дека се она што прават за се да остане исто како што било претходно. Ова е прашање што јас сум го поставувал, може некојаш јавно, може некојаш сам на себе, на секој нов градоначелник што ќе дошол. Практично прашањето ми било дали замислено, дали директно поставено во разговор, не мора да е на емисија,
ми било како планираш да го спасиш Скопје после ова што му се случи. Дали е возможно било кој од Скопје да направи пристојно место за живење во секоја смисла после се ова што му се случи? Може, ама со тек на време се помалце и помалце се губат шансите и се помалце знаеш како метастаза. Значи имаш прв стадиум на канцер каде што со едноставна операција и хемо можеш да го сузбиеш, значи шансите се поголеми. Како тоа прогресира, шансите да се спаси пациентот се помали и помали. Скопје некаде во таква една фаза дојдено. Значи најкатастрофалниот дел со Скопје што се случи беше Скопје 2014. Практично мене тоа беше иницијална каписла политички да се активирам. Тоа беше прво со протестите 2009, 28 март мислам дека беа, која се направи на прва архибригада и тоа стварно де факто и де јуре беа студенти од моја генерација плюс минус 1-2 години. И стварно студенти протестираа, поддржани со дел од асистентите, професор немаше ни еден, пошто најверојатно и сметаше на некои идни планови кои што пробуваа да си ги остварат. И тоа се начека многу интересно од страна на Јанко, иначе јас со Јанко се уште не комуницираме ради тоа прашање. Кој Јанко? Јади Бурев, значи за Јанко Илковски добро, тоа се ваши приватни корелации. Не, сакам да кажам мала дигресија. Што не ти се допаѓа во Скопје 2014? Како се потрошени парите или два сегменти има. Или урбаното планирање, Значи, идејата како да изгледа? Тука многу луѓе кои што пробуваа да поентираат на Скопје 2014 ја извртеа тезата и ја свртеа на естетика. Луѓе не е опрашање естетика. Дали ќе биде барок, не е барок. Иначе, дали ќе биде неокласицизам, не е ни неокласицизам. Некој тако Франкенштајн од академистички стилови, али е небитно. Што беше битно? Битна беше поставеноста на објектите во просторот. Односно, покрај кеот не требаше да се гради. Значи, таму имаше место само за новиот театар и за музеот, нели, на ВМРО, што е овакво, натаму не требаше да има објекти. Македонската национална борба. Како сакаш, Крстико? Значи, имаше таму маркица, збориме, за музеј. Не, јас кажам како се вика, да, официјално се вика музеј на ВМРО. Да, иначе жртвите на комунизмот не се борели. Не се, сакам да кажам дека тука не требаше да има објекти. Своевремено имаше еден предлог, многу интересен, од професорот Никос Чаусидис. Имаше многу интересна книга баш тогаш, тој период издадено. Даде многу интересен еден предлог, каде што ги смести сите тие необарокни, да речеме, објекти на еден плоштад кај платото на Холидейн. Значи паркингот кај што и тој сегмент го искористи за тој. Добро, тоа е приватна собственост, се ви искочи. Која приватна, знаеш чива е? На Македонска православна црква. Добро да шо. Приватна собственост на МПЦ. Сакаш да кажем на која епархија? Кумановска епархија. Не знам како у Скопје. Па добро се. Нема везе. Сакам да ти кажам дека постоел шанса за договор. Значи никој не може да ми каже дека особено со институција кога е во прашање, не зборам за приватно лице. Да, колку што успеам да те разберам, сите објекти можеше да се сместат таму и да се направи некој мал плоштад кој што ќе биде таков еклектичен, да речеме, и ќе глуми некако старо јадро, меѓутоа ќе беше. Мене ми е тоа чиста глупост. Мене ми е тоа Дизниленд. Па Дизниленд или не ќе беше концентриран на едно место. Вака се раштрка низ целиот центар, се поставија објекти каде што не требаше да бидат поставени, споменици кои што не треба да бидат поставени и се доби пак Дизниленд само од други размери и други пропорции. Не концентриран, него разбиен тип на Дизниленд, да го наречеме. Не се. Наративот отиде во сосема друга насока со Скопје 2014, кај што се осудуваше стил, а во суштина тој стил не беше воопшто наивно избран. Знаеш зашто? Ти кога имаш овакво предмер пресметка за даден објект. Имаш бетонот ти е во кубици, железото ти е, арматурата ти е во килограми, циглите се на квадрати, мора да имаш колку. Така. Сега како влегуваат орнаментите? И статуите, и цела уметнина на парче. И тоа е паушал. Колку ќе каже уметникот, толку ќе чини. Пар екселанс пример за да влечеш повеќе пари да можеш да ги испереш. Ако уметникот рече дека таа пример статуа чини 60.000 евра, таа ќе чини 60.000 евра. Можеби уметникот не ги земал сите тие средства, можеби дал матична партија која што му дала за да твори таму. Така. Види, ама тоа е се хипотетички, имавме таму судски процес. Хипотетички или не, принципот и воопшто не е наивно зошто е избран тој стил. Нема тука никаква врска со национална гордост. Толку мислел некој да го избере стилот за да може да апсолутно не е толку наивно избрано тоа. Имаше таму судски процес. Тие сите од судскиот процес начело со Бети Канчевска-Милевска, која што јас лично ја почитувам. Значи лично збориме, не зборуваме како јасно. Што била, како била, дали имала учество, за што гласала, за што.
Значи, тоа е се на страна. Зборувам лично. А сите беа ослободени. Добро. Значи, мене ме иритира нешто друго. Критикуваме. Гушкаме ГТС. Апсиме луѓе. Се. И ние немаме резултат од тоа. Кога веќе говориме вака, значи говориме отворено, не зафаќаме страни. Ти си имаш твоја страна, јас имам моја, он си има него. Но ние коегзистираме, разговараме за тоа. И тоа е најдоброто. Ме чуди, зошто онда тогаш чуму таа борба, чуму нашиот разговор. Ако ние дојдеме до еден момент и кога треба нешто што е криво направено, ја не велам дека е исправно направено. Некои работи ми се допаѓаат, некои работи не ми се допаѓаат. Тоа зависи од мојата провиненција, како јас размислувам. И ти исто така, тебе може па 100% не ти се допаѓа. И тоа е твое право. Тоа е всушност демократијата. На Сашо исто така. Апсолутно. Мене ме чуди, зошто ние се половично работиме? Знаеш на што се надоврзувам? Кога ти велиш дека Сашо те прашува дали има шанса да ја оправиме работата, да го направиме Скопје пристојно место за живење. Па ние не можеме да го направиме пристојно место за живење, кога се правиме половично. Ако треба да ги уапсиме фраериве, додат у затвор и да сите видат дека не може да бидеш градежен мафијаш, дека треба да одиш у затвор, а вака колку што те разбрав тебе, супер објаснуваш и упатен си во работите, јас сваќам дека во нашава држава се појавуваат фраери кои што со 40-50 илјади евра ги купуваат урбанистичките планови, никој ништо не им прави, не ги апси, тие се под гушкање на некакви си партии, денеска едната, утре другата, задутре третата може ќе дојде на власт, никош не се знае. Така. Може вие ќе дојдете на власт, не се знае. И пак и си ги гушнеме тие за тоа што едноставно да мене ме интересира дали има решение, дали можеби јавноста е решение, да ги притискаме секој ден до смрт, да ги стискаме со подкасти, со рилсови, со галама, со не велам, некои добро го прават, некои партии тоа добро го прават, со вадење на афери, со ностоп притискање, да некој конечно, бре, луѓе, отиде у затвор, за тоа што правил тоа што не треба. Мислам, немој ме сватиш погрешно, немој да имаш слика. Сепак се водам од нашето општо нацело корупција на удар. Се ова што збориме многу смрди на корупција. И Скопје 2014 смрди на корупција. Знаеш од кај почна корупција? Значи, не може 5 милиона, колку беше оној идејното решение за воинот на конј? 5 милиона, колку беше? Не знам. 6.000 евра беше ми се чини. Не, идејното решение. Целиот беше 5 милиона, а нешто идејното решение. Види, треба да се има еден усол, не снимаш филм у Холивуд. Да, и таму се фризирани. Дигнати се цените намерно, за да се отчешаат некои луѓе. Ама, ова веќе на ништо не личи. И повели, извини. Знаеш од кај почнува целата корупција? Од една многу проста реченица. Се е во рамките на прописот и законите. Мучкал сам Да. Како беше? Мучкал сам, али у складу с прописима. Тоа е главниот момент, затоа го спомнав на почеток. Ние ги кроиме законите да одговараат на одредени луѓе. Значи, буквално ги кроиме. Значи, у законодавниот дом, што представува Собрание на Република Македонија, ние кроиме закони што им одговараат на олигарсите во Република Македонија. Значи, буквално е така скроено. Политичарите не се главните олигарси, пробуваат да бидат, нели? Меѓутоа се во нечив джеп, буквално ставени. И гледа да си ја заштити функцијата или да може да мазне колку што може додека е на власт. Прост пример, имаме и бивши премиери кои што останале градежници, нели? Да. Апсолутно. Добар градежник е и тотално ресетиран у главата. Да. Така, значи, практично гледа да искориста додека можат. И тоа е тоа мучкање у складу с прописима што го викаме. И од тука почна целата корупција. А знаеш кај е уште поразително? Што корупцијата започна кај самиве луѓе. Значи, тој што го поддржал, тој политичар, у суштина прв е оној корумпираниот. Затоа што пробал да се огребе за трошките од него, или чекај бе, ја можда ќе станам као него некој ден. И тоа е лагата која што се продава цело време. И тоа е онаа лага што ја зборам што ќе продава капитализма. Значи, што ти вика? Капитализмот ти вика работи и можеби еден ден ќе успеш. Ама не ти кажува дека поише може да добиеш на лото, поголема по теорија на веројатност, поише ќе добиеш на лото, него да успееш на тој начин. Така е. Сега, целата работа по обратно која ќе ја поставиме, е дека треба сите да имаме еднакви шанси и еднакви можности. Наспроти овој момент дека еден од нас некогаш некогаш ќе успее. Затоа викам, се продава таа приказна. Корупцијата почнува во оној момент кога некој ќе заокружиш со пенкало,
Не затоа што верува дека тој може да направи, не затоа што идеалистички смета дека се на исто рамништа, не дека верува во таа идеја, него затоа што има одредени лукративни причини поради кои што го заокружил тоа име кога отишол таму да гласа. И дека политичарот добро лаже. Гледам Латвија сега донела закон кој лаже ќе си оди у затвор само за лажење. Супер. Во кампања. Ќе имаме реални програми. Не можеш да испорачаш за 4 години, дечко ти треба да испорачаш од оваа програма 80%, ако не испорачаш, значи си направил измама. Имате ли вие советничкиве групи од разни партии во советите на општините? Имате ли било која работа за која што наоѓате заеднички јазик? Со кого? Меѓу себе или Меѓу вас, меѓу советничкиве групи? Зборувам од разни опозицијски партии? или со опозицијата? Со сите имате ли НЗС за некоја работа? Кога идат на доручок. Не, Многу ме НЗС. интересира. Тоа е Дали за имате забрани, НЗС? НЗС може да има само за, да речеме, работи кои што се од солидарен аспект, пример, кога имаше земјотресен или за во Венецуела, па се гласаше за помош. Нормално ние сме град на солидарност, а нормално дека ќе го изгласаме сите И тоа. човечки, не И само човечки, значи зборам. Јас тогаш баш кажав, дури малку е ова, викам што го одвојуваме, меѓутоа тоа се гласа, да речеме, здружно на некој начин. Меѓутоа, знаеш што е проблемот? Генерално кога се пробува да се продадат одредени точки кои што дадат на седниците на совет, секогаш наоѓаме некои начини каде што некој нешто пробал да ќари. Типичен пример ти се тендерски постапки. Тендер е ужас работа. Значи, наместо ние да имаме државни фирми кои што ќе ги работат работите и за тоа ќе си бидат платени, ние имаме тендерска постапка, а во тие тендери има клање. Значи ти нема да се појавиш таму, зашто ја треба да се појавам, или ти таму ќе дадеш понуда, јас ќе дадам друга понуда, за да може да постигнеме цена. Прост пример. Пред да бидам советник во град Скопје, извесен период бев во овакво во управен одбор на Дрисла и таму имаше еден многу интересен проблем што го изнесоа, а тоа е дека топ хартија кошташе 300 и нешто денари. Тендерска постапка зборам. И тоа сигурно е така и во општини и во сите картија други. мислиш 500 листа за Да, принтање? 300 и нешто денари беше. Тоа е скапо, тоа е кошташе само во короната. 180-200 денари е мало продажна цена, да отидеш значи- да ја купиш во книжарница. Мислам дека треба да биде по тендерска 170 денара негде. Супер. 300 и нешто денари. Добро, и овие левот Значи никој 116. еве го, левот. Сега тука доаѓаме до онаа мисла на Бертолд Брехт, ти текнува за оној идиотот кој што суштина смета дека не треба да се бави со политика, тој не сваќа дека политиката практично представува и самохраната мајка е политика, и цената на лебот е политика, и цената на сите Човекот можни е зон производи, политикон, и се е чистиот политика. воздух е политика, Се е буквално политика. се е политика. Значи јас константно секогаш кога имам шанса апелирам на луѓе ангажирајте се политички. Дали тоа ќе биде преку партија, зашто доаѓаме тука до оној момент ти текнува само нинџа може да победи нинџа, ево дека е така, само партија може да победи партија, еве пеки, не сакате. Ангажирајте се во граѓански здруженија. А кога одите да гласате, чекајте, видете кој што дава понуда. Не гласајте затоа што вас ви се свија црвена или плава боја, или зашто ви се свија, тоа е исто како фудбал. Најавам за клубов зашто ми се свија дресот. Не е битно што таму во управен одбор е некој бивши мафијаш или наркодилер. Не ми е гајле дали овој фудбалеров знае да игра или не знае да игра. Мене ми се свија дресот, ми се свија името, ја дедо ми гласал за нив, ја ќе гласам за нив. Ја дедо ми најавил за тимот, ја ќе најавам на тимот. Не може така. Значи почнува од индивидуалното, значи буквално човек треба да почне самиот од себе и понатаму тоа да прогресира. Значи политички мора сите луѓе да бидат ангажирани. Нај дефетистички, најлоше кој ќе рече ја не сакам да се занимавам со политика. И доаѓаме до момент каде што 50% од гласачите што се водат на список не излегуваат на избори. Практично они се најголемата политичка опција не гласа во Македонија. Ја ќе ви кажам, вие треба да сте свесни за тоа како да од која ќе влезете у партија, зборам општо, или од која ќе дојдете до некоја политичка моќ, како да заборавате што сте биле претходно, во смисла на вие знаете зашто е тоа така, зашто има кај повеќето граѓани у држава има отпор кон тоа да гласаат. Од проста причина што го кажав преска, затоа што гледаат дека 36 години работите не се поместили од мртва точка, дека она што се случувало 91, 2, 3 се случува и ден денес. Тоа е тој, како да кажам, таа летаргија што ги фаќа луѓето, тоа неверување дека било кој нешто може да смени. Затоа што основниот мотивација на луѓето што влагаат во партија, еден ден да дојдат на власт и да искористат партијата и партиската моќ брзо да се збогатат. Тоа е во главите на луѓето, како да ви кажам, тоа е причината за постоењето на
на партиите во нивните глави. Затоа што гледа што се случува. Гледа комшијата до него, кој што до вчера шверчувал 2 пива во кафич, во јакната од колонијалот за да не го купуваат кафичот, нели, затоа што немал, бил клошар и така натаму, го гледаат за 5 години, 7 години од како дошол на функција, вози кола од 150.000 евра. Затоа е таа недоверба кај луѓето. И не е само човек да каже зошто не почнат политички да промислуваат стварноста. Едноставно имаат отпор политички да ја обмислуваат стварноста, затоа што гледаат што се работи. Јас затоа пак ќе кажам, еве, вие као нова партија релативно која што земавте некој простор политички у Македонија, ве слушам, ве гледам, пратам некои изјави на ваши поима немам членови повисоки парламентарци или председател, тоа све супер звучи вака. Ама од позиција на опозиција, каже, ја не гледам ништо конкретно, што би направиле кога би дошле на власт, затоа викам и со градов, што би направиле кога утре би го презеле градот, затоа ви викам, вие не можете заеднички со држател да најдете меѓу себе. А од друга страна, викаш дека овие тајкуниве, да ги кажам, наводници или големиве богаташи кај нас, дека едноставно се со сите врзани, веројатно на секаде подмачкуваат, веројатно сите ги имаат по своje ги држат. Мене како обичен граѓанин ми се јавува потребата да поставам прашањето кој ми гарантира дека утре исто вас нема да ве врзат, затоа што секого врзале, затоа што граѓаните на државава знаат дека они до сега 36 години нема таков што не го врзале. 36 години, да, меѓутоа, дали постоела левица како партија на политичко небо? Не постоела. Значи, практично ние никогаш не сме биле никаде на власт. Значи, додека не видат... малце со Данела, колку што помнам ја. Имавте 2 директора. На што? На КИЦ и на... 3, ако више одиме така. Знаеш на кои институции? Музеј на град Скопје, библиотека и КИЦ. Што се случи таму за тој период, ако веќе сте биле на власт? Значи, сега ма ти кажам, значи, што се случи. КИЦ од приватна парчија на ДУИ, буквално тоа беше. Не ни знаевме дека постои, ја искрено имам заборавено дека постои КИЦ. КИЦ стана повторно културен информативен центар кој беше Тони директор таму. Че кој што сака може да каже, меѓутоа човекот си работеше со Тони беше кандидат во Карпаш, така? Да, сега беше номинативе локални кандидат во Карпаш. Меѓутоа не зошто Сашо убаво го поставува? Не, супер, таму, супер, окей, прашањето е легитимно. И сега треба резултати да се прашањето е легитимно. Меѓутоа никој не може да ти каже, мислам, можеш да се обидеш, да гласаш, па да видиш дали ќе биде така или нема да биде така. Не може да, ако некој некогаш не бил, значи на пример, ајде да речеме, ама знаеш што, комшија, ова знаеш како ми делува. Комшијата твој крадеше, ќе крадеш и тие. Чекайте ма. Ајде вака, молим те. Зашто? Извини, само да завршам мисла. Значи што ми беше целата поента. Ние како партија прво имаме отворен повик на луѓето да ни се придружуваат. Значи буквално секој може Не, меѓутоа знаеш што е проблемот? И ВМРО вика дојде. Да, и тој ќе дојде во штапче, еве ти лепи плакати. Ама така? Сега не можеме така да. Не, во ред. Значи ние имаме отворен проект. Партија вика дојдете. Ама ние имаме отворен повик и према сите интелектуалци, професори, сите добронамерни граѓани, па и према други партии кои што сакаат да вашите идеи. Не, во ред, легитимно е. Меѓутоа знаеш што е проблемот? Повикот си е едно, ама дали ги делат вашите идеи, сега тоа ќе ти кажам друго. многу интересна има анекдота за левица и десница. Десничарите им е потребно само една работа да се согласат за да се обединат, така? Добро. А на овие што се со леви проминенци, потребно им е само една работа за да се испокарат и да си ги извадат очите. Тоа е за жал тоа што се случува значи последниве неколку години во Македонија. Меѓутоа сакам да кажам дека доколку луѓето не се обидат и не дадат доверба, нема да знаат. Ама за доверба треба да дадеш програми, така е, треба да дадеш проекти и треба таму кај што си ја добил шансата да искористиш максимално. Да не речам да направиш чудо. Јас не би сакал сега да влегувам клизачи што се вели. Например, ајде, Амар, кога излезе, еве, кога веќе ја спомнувам, ја не сакам да ја спомнувам партијата, заради тоа што ми се сви ова, архитект, поет, професионално мислење, но дозволено е во овој подкаст се да се спомне. Значи партија и да се промовири се. Кога излезе, рече имам завршено факултет. После искочи дека имал 8 испита, а 8 испита се далеко од факултет. Значи да. И сега луѓето што велат? Бе види го, убав дечко, градот убаво размишља, ќе гласаме за него, ама сепак сите сме фалични. И овој малце подлежно е што се вели.
Знаеш, јас сум поборник на тезата дека сите сме фалични. Добро, и сега, Но, ако најголемот... овие 50% што се оградуваат и што велат не гласам, тие се помалку фалични од нас што сме од другава страна и што сме во политиката, велам од нас. Се карикирам. Значи, тие што се во групата на политиката, овие што велат, зошто? Затоа што им е, Сашо убаво констатира, преку глава, едно те исто се повторува. Добиваме популизам, ветувања, опцврц ги везен заедно. Виде, ја апсолутно го разбирам моментот дека има преку глава. Сега ти кажам, и мене ми било преку глава. Иначе, почитувам секакви идеи. Ајде вака, 2009 година се јавам прв пат на протест излегов. Прв пат, значи зборим. Значи претходно не сум излегол на протест. Пишувам како архитект после за тоа, се окей. 2018 година излегувам против гасоводот на Водно. Добро. Значи патот не е завршен уште. Чисто деформативно, Добро. значи таму не тече газ. 2000 и која беше? 2018. Значи почнувам граѓански да се Так. активира. Со граѓанско здружение го сакам Водно, значи одиме, протестираме Добро. се до тоа. Таму си председател? Да, да. Добро. Сваќам дека не е доволно. Јас се зачленувам во партија. Океј. Значи, ама Легитимно. влегувам како изградена индивидуа, како изграден професионалец на своји тогашни 36-7 години. Таман си. Значи, сакам да кажам, не сум бил никогаш ни подмладок у партија, никој не инвестира, не му должам никому ништо, значи за тоа што сум и како сум, зборам како професионалец или било што сум создал во животот, и доаѓам и наоѓам такви луѓе таму. И јас затоа го пропагирам и агитирам, не затоа што јас сум не знам каков Се е тоа агитатор. окей. Но ова прашање на Саша. Не, имам други две прашања Ајде. поврзани со. Првото, многу ме интересира, ни еден од левица не сум стигнал да го прашам затоа што не сум дошол у допир да го прашам со таков некој. Што се случи со протестот за онкологија, за биолошката терапија која што беше крадена од пациентите и препродавана? На првиот протест кај што имаше, не знам, тропам 5-6 илјади луѓе, 3 илјади, Да, 5 илјади, да. небитно, но беше броен. Имаше посетност, бевте многу видливи. Они Нема беа да кажам- организатори. Ете, не знае Јас веќе, знам. но еве организатори. Каде бевте вториот ден? Што се случи? До последно бевме таму. Не е точно. На сите протести Не е бевме, точно. јас бев на сите. Вториот ден, јас бев и А имам првиот, уште еден вториот ден, бевме пријател наш, буквално чија мајка умре. 15 души на протест, немаше никој. Освен 12 пациентки од онкологија, може да ви потврдат, беа на протестот. Трајче мајка му умре и трајче беше. Да, освен 10-12 пациентки, бев јас, беше Петар Богоевски од Македонски концепт и Да. беше уште некој тип недоговорени. Јас не сум се договорил со Петар, јас и дојдов. Апсолутно знам дека, значи јас сум бил на сите протести. Јас го бев лично. сведок. Не, ама немаше Ама јас бев инженер. сведок. Пропадна после Ама јас бев 6-7 сведок. дена. Падна интензитетот. Истото беше ако А ти зошто не го текнува- возевте? Еве, дали мене ти би ми текнува, се дали свиѓало ти текнува- да го возеше Ама левицата. јас бев сведок, 15 луѓе бевме се броевме. Еве, искрено ќе ти кажам. Ние мислевме дека имаме стварно јака поддршка, затоа што стварно тоа што го зборува Саша е вистина, ама се испаѓа на крај дека некој очигледно пушта луѓе на тие протести за да пумпа као Секогаш незадоволство има и такви, за да штракберхери. профитира од тоа. А ние, можеби и наивно, влегуваме во тоа. Истото нешто се случи со францускиот предлог. На крај колку луѓе останавме пред собрание? Не, францускиот предлог имаше Не, во ред, имаше отпор кај народот и држеше. Последниот ден, знаеш ли Тој колку последниот луѓе- беше фалшен. Добро, Ја фалшен бев, беше Последниот пропадна. ден Јас беше- бев на сите бев, во ред. Исто бе, значи збориме Кажи на ми, сите. кажи ми, апропо збориме доверба и ова. Значи, не сакам да ти звучам дека вршам атак на твојата идеологија, партија или што Не да бе е. тоа го констатиравме, си Значи, правиме не, муабет. окей. Значи, но ова стварно мене ме иритира лично. Значи, не можеш да влезеш во фајт и у втора рунда да се повлечеш. Или у еве- втора половина од прва рунда да се повлечеш. Ти кажувам, овде Ти не беше- губиш доверба кај сите и после се прашувате зошто луѓето немаат доверба. Овде не беше прашање на повлекување. Левица реално на Добро, папер ама зашто не се тераше? Зошто не излеговте? Имате 6 Во ред. пратеника, имате 80.000 гласа за Амар, имате тежина. Добро, ова беше Динчеко ќе излезе, се Окей. слуша и Протестите за одговара. онкологија беа малце Премиер му претходно. одговара, овој му одговара, оној му одговара. Дури сега го стопи овој Филипче со задниве муабети. Значи, така се прави фраер. Сакаш да ти кажам Не, Сириза како стана фраер? Така. И Повлече излезе една тоа работа. и не само Сириза, него ова како се викаше Златна Зора, Златна стана Зора помора фактор. да ја забранат. Сакам Таму да ви отиде. сакам само друго да кажам уврска со. Значи кај зборам за себе. Првата моја разочараност излезе од тоа дека нема ли политичка партија зад таков протест, зад некој кој што се случува како последица некоја страотна работа, како што беше скандалот со Не, бе, тоа е. онкологија, значи нели застане партија
народов буквално е тотално незаинтересиран, Ама нема јас кој да тоа- го собере. ама јас тоа Тоа е кажам. уште поразочарувачко, па дури вие утре да соберете и 100.000 луѓе, мене нема ништо да ми значи. Затоа што знам дека без политичка партија, без буцање што се вика, без индоктринација, ти не можеш совесни луѓе да собереш на плоштад или било каде на протест кои се сваќаат тежината на тој скандал. Бе, Ме 100.000 разбираш? луѓе со емпатија. Страутно е, дури 100.000 да соберете утре кај мене нема да добиете ништо. Не левица, свети левица да биде, затоа што знам дека е тоа индоктринација. Членови дојдете овде, не е тоа совешто излегле граѓани. Не е членови дојдете овде. Тоа беше пако ти кажам, отворен повик, дојдете луѓе. Дури немаше ни партиски обележја. Ме тогаш. сваќаш битно што Те се сваќаш- догаѓа. Не, не може да има, тоа е Значи, лошо вака да се. има партиски Океј, обележја. ајде да тргнеме на друга работа. Дечки, колку луѓе излегоа во Гостивар да протестираат, каде што цел ден град од 40.000 жители месец дена пиеа измет. Значи, фекали збориме. Колку луѓе понесоа одговорност, а ја Колку водат луѓе општината? излегоа на протест? 40.000 луѓе град збориме. Никој. 100 души немаше на протест. Па никој, тоа е у никој. Епа, Тоа што ви зборува дека овој народ, овие граѓаниве на држава се тотално разочарани дека работите може некој да ги поправи, да ги донесе, да ги донесе на свое место. Една Абе работа, треба втора, само затвор Втора- и ќе бидат донесени на своје. втора работа што сакав да ве прашам. Ти си сега тука како представник на сите локални власти од град Не, Скопје. добро, он е советник. и опозиција. Но представник. Ем советник, ем опозиција. Но представник немаме друг. А ова се однесува општо на сите. Да ве прашам, не гледате вие таму у град Скопје, нели тука е и општина, мислам општина центар да, но центарот е нели град Скопје. Нели гледате дека центарот на град Скопје веќе не е центар на град Скопје? Свесни сте за таа работа? Да. Дека тамо повеќе кој ќе поминеш низ центарот дека не ме сваќај, да не ме Нема свати чувство народов. за центар. Не, апсолутно те разбирам. Да не ме свати народов дека ова има етнички предзнак моево прашање или Не има прљав или излагање. предзнак. Не е етнички. Не гледате дека во центарот на Скопје, во срцето на Скопје нема повеќе македонски појмнам продавници, газди на кафичи, дека повеќе не се зборува македонски во центарот. Кај да поминеш, слушаш различни јазици, само не македонски. Не го приметувате тоа дека повеќе македонци нема на центарот, во центарот на Скопје не се шетаат. Свесни сте за таа работа, знаете зошто се случува, можете да си дадете одговор за тоа зошто се случува и да дадете решение на тој проблем, како дојде до тој проблем, кој го создаде, дали има мотивација за тоа што сега се случува и како тоа да се реши. Има. И сега ќе ти кажам. Јас сум баш центарско дете. Јас сум роден и израснат на улица Македонија. Браво. Конкретно. Сега, и многу добро знам за што зборува Саша конкретно. Многу перфидно и многу смислено се правеше тоа. И се почна токму во оној момент со Скопје 2014. Значи, буквално, плоштадот сега, како што е во оваа форма, има многу битни карактеристики кои што му ја оневозможуваат да ја работи, да ја извршува функцијата плоштад. Ајде да тргнеме изборот на материјалот со кој што е поплачен, така? Ги имате овие беливе плочки што лштат летно време и луѓето никој не застанува таму. Чи буквално има сериозна рефлексија да се слоши кога ќе поминеш на плоштад и избегнува. Таму Чекај. има народ, не знам, мислам Сашо Баш го и поставува. нема. Има народ. туристи, Има народ, овакво. но нема чувство. Нема Дека е чувство, тоа точно. дека е Сега, град фонтаната- славен на овакво. фонтаната и она луда фонтана кај што паѓаат камиони, нели, од земја што. Добро, е еве, земја наравно. сега ќе ја поправат конечно. У реду. Таа најдобре е да ја нема. Па, добро. Зашто? Што е основна функција на еден плоштад е собирање на луѓе. Значи уште збориме од горите у античка Грција. Значи било да се собира народ. Сечење на дрва, ви текнува костените што беа. Да. Значи, И тука овој, се како продаваа викаше, книги антиквалицион. Да. Сега, дојдоа, дека ми простат на изразот, пошто не правам дистинкција секогаш помеѓу селани и селјаци, ама дојдоа селјаци. Значи, селјак е state of mind, значи состојба на умот, не се работи за Да, протекло. имаме многу ние селјаци тука. И дојдоа некои селјаци на кои што тоа им делуваше многу некултурно, дека немаше драж продавањето на книги, плочи, што беа стрипови ти текнува на плоштади, тоа им делуваше многу Да нецивилизирано ги и некултурно. дислоцира ваму кај што не доаѓа никој. Да И ги тргнат од луѓето тука, да не ги гледаат. Да. Па тие костените што им паѓа им делува многу исто. Треба да се чистат. Асоциација, па не у Прилеп сега го имаат, сечат дрва да не собираат лисја. Што се дигна фама во школа во Кочарацин во Прилеп, тоа е приказната.
Значи Па тоа е младо е дрвото. Иначе мала, извини, памти се мислата само кратко ќе се убацам. Што се направи сега во Скопје? Они ги секоја дрвата со најдлабоки корени што пуштаат, костени, липи, такви работи, оставија дрва кои што се стари со толицни коренчиња кои што сега Ураганов ги растори. Ги растори, може да утепаат и луѓе. Мислам, тотално се работи контра имаше логиката 20 повредени, не, Ја не Знаеш можам зашто? да Затоа што размислуваат за 4 годишен мандат. Просечен политичар не размислува за она, не ми текна македонскиот израз, постерити, или за потомството. Него размислува само во 4 годишен мандат и знаеш кога се најактивни? Првата и последната година. Втората и третата година ни ги нема. Пошто нели првата само што добил на Не, избори. тука се за тендери. Мора, ама и последните неколку месеци мора да се покаже дека нешто работи. А народов овде кај нас има малце меморија на златна рибка, ти текнува па 3 дена. така да, и не размислува мандати. Фала Богу, доста имам прилично добра меморија и откако веќе пратам некои работи ми стануваат многу нешто нели појасни, затоа викам, градуално човек не станува политичар, ја ден денес не се гледам, иако треба да се гледам како политичар, нели? Меѓутоа, секој човек и секој индивидуа во Македонија мора политички да се активира, нема друг начин. Значи, колку и да имаш апатија, колку и да имаш аверзија, колку и да имаш разочараност, на крај знаеш што се следува? Абе, немам опција, абе, ја ќе ви дам опција. Зашо луѓето да не размислуваат така? Немам опција, не ми се свија Петко, Станко, Трајко, јас ќе ви дам сега опција, затоа што ја не верувам на друг, верувам на сам себе. Нека се активираат политички. Не им се допаѓа идеологија, нека си направат свое. Ама мора да се активираат. Со седење дома и кукање не може, значи Не, ти види. си сака нивата, не ти треба, ти ќе се молиш, така? Ама ако не ја работиш, нема да ти роди. Значи си сака мотика, не молитва. Ти убаво си напишал во твоето CV, ти си магистар по архитектура, така? Да. Јас сум магистар по политички науки. Со диплома, значи ментор ми беше Стево Пендаровски. Што сакам да ти кажам? Не се согласувам со твојата теза дека треба да се активираат политички. Не сосема. Затоа што не може секој да го посвети својот живот на политика. Значи, според сите теории и според она што го носи демократијата и политичката наука, самото заокружување е веќе доволна интервенција на секоја човечка индивидуа, на секој гласач, затоа некаде е задолжително. Во Грција вели, мора да гласаш. Јас се слагам со Законот. Значи, самото гласање е обврската доволна за да го изразиш своето политичко убедување. Ние го имаме проблемот, Сашо што го посочи. 50% и ти го кажа Дел. Да. 50% не гласаат. Тоа е голем проблем. А 20% од тие 50% ги решаваат изборите. Така. Кога ќе се вклучат, знаете, имаме избори кога се вклучуваат, 17 до 20% отиде. Значи ги решаваат. Јас не сум, значи ние треба да направиме некакви измени во изборниот закон, дали задолжително, дали нормално. И јас се залагам за една изборна единица. Апсолутно. Исто се залагам и за отворени листи, да квалитетни луѓе бидат на листата, се некој ќе добие 20.000 гласа, некој ќе добие 8.000, па ќе влезе само со 8.000, со 7.000, со 700 гласа, но мораме да ја отворим. И тоа без праг, да дозволиме и малите партии, кои што веројатно имаат добри идеи, да можат, кога веќе ги финансираме малите партии, сега се повикувам на она од кај ги знам податоците, значи финансираме многу мали партии, и тоа е добро, зашто е начин како да се сузбива корупцијата во политичките партии, да не влијаат овие со 40-50.000 евра, еве ви да платите штабот и така натаму. Значи да се донесат и овие закони за да ги активираме овие луѓе кои што се неактивни, за да можат и сите со гласањето. Не може секој да се вклучи во политика. Луѓето некои не се кадарни за политика. Јас пред малку ти реков, не се слагаат со вашата идеја, ма тоа е само еден сегмент. Луѓето не се слагаат со многу идеи. Луѓето имаат па и различни идеи секој ден. Денеска вика браво, овој нивниот лидер кажа добро, после вика премиерот кажа супер, после вика море овој од опозиција финје. Значи луѓето имаат право на такво мислење. Има една реченица од еден наш бивши премиер кој што за жал можеше да биде голем, ама остана така. Народот е во право и кога греши. И ние мораме да се повикуваме на публиката. Публиката знае да те дивне, публиката знае да те сруши, тоа е исто и гласачкото. А што пришко немаш публика? Гласачкото тело. Да. Значи ова што го збораме немање публика, празен театар. Така, но мора да ја наведеме. Види, ние имаме празен театар и заради 35 години политики си ги избркавме децата. Мадре, кога не си доследен во оне што си го зацртал како
етичка норма на владење, кога не си доследен на таа работа, зборам општо на оние кои што ветуваат на избори, но кога не си доследен, не можеш да очекуваш дека народот тоа прво нема да го забележи и второ дека нема да биде разочаран кога ќе види дека одиш контра себе, тоест кога продаваш демагогија. Ја ќе бидам вака, ние ќе правиме ова, ние ќе правиме ова, ние ќе правиме ова. Кога ќе ми се случи на мене и на моите, ништо не правам. Банален пример. Дали нешто му се случи, дали го исклучивте пример од партија или го тргнавте, го ставивте на маргини негде човекот кој што е во парламент, кој што направи сообраќајка тешка со смртни последици и така натаму. Пошто претходно, да кажеме, бевте многу гласни кога имаше други такви несреќи, па не знам, се бара оставки од министерова. Него малце сум незгоден, знам, но не го правам тоа зла намера, туку само да ви покажам колку некои работи на обичниот човек ги сваќа како демагогија и зошто се разочарува. Например, кога се случи претходно, сега да не ги именувам луѓето, девојчено кој загина партизанска, бевте многу гласни. Промена на министер, промена на ова. Кога се случи вас тоа, со вашиот пратеник, штама, ништо. Еве го, дали до ден денес е тој во парламент? Да. Дали осуден, дали не знам дали заврши тоа. Уште трае тоа. Малце неблагодарно да се зборува за тема за која што ги немате сите параметри. Значи прва работа, нема да бидам карактер витнес сега, зашто Сашо го познавам лично, значи збориме. Меѓутоа, тука се работи за сериозен сплет на околности, каде што од негова страна лично и немаше вина, меѓутоа ќе се утврди тоа си има органи нели кои што тоа ќе го утврдат. Добро, тоа е нели се во ред. Презумпција на невиност и тоа. Еве, тоа да го ставиме на страна, да го ставиме карактерот на човекот на страна. Значи се да ставиме на страна. Зборуваме дека он ја пружа првата помош, значи тука на лице место, значи самиот пријавува во полиција, самиот оди во полиција. Збориме, значи тоа е таков еден случај кој што многу лесно можел да биде избегнат, враќал партиски другар дом. Значи за тоа се работи, можел да му рече ти ти пари за такси, иди си дома со такси. Добро, не, јас ти го кажам. Многу едноставно можел да не биде во тоа време на тоа место. Значи не зборуваме за човек што случува, у кола сме, сите возиме кола. Не зборуваме за човек што дивел со 120 на сат во зона што е 60, него зборуваме за несреќа која што се случила на место каде што прво има прилично слаба видливост, која што е случена со возило кое што не било нити регистрирано, со мислам дека тоа не е спорно. Но исто така се зборува дека не бил баш при себе. Апропо користење дали на ова, дали на она. Ама не, мислам дека и двајцата бегат од темата. Зборувам што зборува чаршијата, ја не сум чаршиски муабети за личност кој што не ја познаваат, особено за човек што прво за секој илинден оди пешки. Андреа, не е битно ни активен планинар и спортист, е малце неблагодарно да го поврзуваат со нешто што нема плагија везе со карактерот. Мислам дека Сашо имаше друга поента. Сашо имаше поента, не ме гледај што правам, гледај ме што зборувам. Не ми кажувај сега ти мене. Не е битно тоа. Нема да се човекот е можда невин 100%. Да, јас ќе ти кажам што збори, еве чаршијата ќе ја кажеме дека бил под дејство на нешто. Добро. Сега ти викаш дека не бил, дека било се. И сега прашањето што се нема да е логично. Како човек кој што не е под дејство на ништо, кој што ги почитува прописите и правилата, удира во ова и ама не, тоа ќе се докаже. Мене ми е побитно другото. Зошто вашата партија, нема да именувам, не сакам да не излезе и мушки. Јас сум имал ситуации, мушки се искача. Тоа и тоа го видовме. Тоа и тоа, да. Ако е крив, нека лежи. Ако е крив, нека се. А не излевавте така. Никој не рече ништо поинако. Дури и самиот Сашо имаше. Мислам, Сашо можеби имаше како да се сеќавам, имаше но партијата најнаш занеме. Тука е Сашо во право. Значи, најнаш занеме. А пред тоа, мислам беше споменуван и Тошковски и ова и она. Значи тука е прашањето. На секој може да му се случи. Апсолутно. Сега може да излеземе, белја да се случи. И билјата не замор може причина, може било што да биде. Не навлегуваме, на секој може да му се случи. Значи ти можеш да возиш да удри мотор од тебе, така? Значи возам точак, возам точак, свирам и тој иде лево, десно и на крај се мести точно пред мене на патека велосипедска, за да не удрам у него, паѓам од тротоарот доле овако. Кој може тоа да го намести?
Само судбината ти мести, толку Добро е. е, ја пред година дена паднав од мотор заради човек што ми пресече пат. Иди докажи дека Значи ти може пресече да се пат. деси. Да, јасно, И и се, овие со но тротинетите и не на смееш да најде. имаш дупли аршин. Треба машки, се извинувам родово, значи треба храбро, ако си партија доследна, да излезеш и да кажеш другари, вака и вака мислиме. Као што мислевме за партизанска, мислиме и за ова. Да ми е од око испаднато, или да ми е брат, сега цитирам, Да. ќе си, ако е крив, ќе си оди, ќе си Ма што лежи. сме, Дали види, тука не Значи, зборува тоа е дека- прашањето, не е- ама пази, не се случува тука недоследност. Нешто слично се случи кога излезе Амар на дуел со Орце и овој му посочува таткот има дивоградба. И Амар вика, па ако е дивоградба, власте слушате, ја, самиот му го кажа. И сега ние тука зборуваме и Ама ти Чаршија збориш сега везе за муабети. политичка битка во избори. Не мора во избори. Во избори имаш, збориме за нешто све што ќе ти извадат. Збориме за нешто што ние доследно ги кажуваме ставовите кои се и како се. И сега не сваќам дали човек треба да се абстрахира од некого затоа што му се случила несреќа или не знам, треба да живееме со некаков толку позитивен пример, да речеме, не знам, да се заманашиме во пештери и да се посипуваме со пепел секој да се вари. Не, друго беше. Не, сакам да кажам, во ред, Види, јас го разбирам. Види, знаеш што Мене ми е знаеш драго е што проблем? си добар политичар, си ги научил. Мене ми е, јас сум само искрен човек и тоа во суштина е оној ваѓа што би требало да биде добар Не, политичар. дека си искрен видовме у поемата, што читав на почеток. Целата работа што се однесува. Никогаш не треба да бараме светци и меси. Во ниво политиката, ниво животот. Значи ние сите како луѓе сме далеку од совршени, меѓутоа имаме дадени идеи и понуди. Значи токму политиката треба да се сведе на идеја и понуда. Не на личност, не на личен пример, не на пиар, не на рекламирање. Буквално треба Малце си што ми грешка нудите. политиката, ние политиколозите ја дефинираме како праќање Ама тоа пораки. е, сега ќе ти кажам, тоа е проблемот, што уопште имате политиколози. Не, ама да има политиколози повеќе, ќе има поздрава политичка сцена и ќе имаме нешто што го немаме во оваа држава, Ја со една работа дека политичка култура. апсолутно. И тоа е потребно да се воведе најверојатно како предмет Да, во образование. ама треба да знаеш една работа. Многумина се лажат. Политичката култура не е политичка култура на политичарите и водењето на политика. Политичката култура е општата состојба во едно општество. Така. Затоа што се надоврзувам научно на тоа што преска го кажа точно, дека сите суштества водиме политика. И дома со жена ти водиш политика. Апсолутно. И со децата водиш политика. И на работа водиш политика. И ти сега во партијата водиш политика. И ти сега тука со изјавите водиш политика. Во главата ти процесира. Дали да го кажам ова, дали да не го кажам ова, дали да направам вака. Кога немаш дилеми, тогаш не водиш политика. Не. Кога немаш дилеми, тогаш не водиш политика. Тогаш имаш чист израз. Но кога имаш дилеми, тоа е основата на политиката. И многу е важно каква порака ќе пратиш. Апропо тоа, значи пораката која што е пратена тогаш, еве Сашо реагира на пораката. Не реагира тоа дали бил Јанко Петко Ставре, удрил моторот, не удрил моторот, дали бил крив, да, него го интересира дали бил во нормална состојба и тоа како што го интересира секој гледач. Мене повеќе ме интересира зошто се има двојни аршини. Во политиката мораш да имаш здрав аршин. Еден, цврст, стојам за тоа, го пропагирам тоа сум јас. И да внимаваш кои пораки ги праќаш. Јас немам ништо против вашата партија, пак ќе ти кажам. Значи, генерално не сум левичар. Јас сум граѓански определен, демократски, со мало влечење на десно. Значи, чисто да имаш слика. Праќање порака со одење на гроб на Енвер Хоџа. Не, знаеш, многу ми е Ова цело време ова само ова сондираше кога да го пушти ова. Од Не можам да беше. издржам. мене Значи, со Енвер Хоџа. ама ова ми е прв човек од левица, било нешто. Мене ми е смешно затоа што Енвер Хоџа, знаете ли луѓе Енвер Добро, Хоџа? тоа се такви банални. Еве, ајде да тргнеме дека токму во тој период кога се отиде на гробот на Енвер Хоџа, имаше буквално најтешкиот медиумски мрак према левица. Така? И вие го разбивте. Имаш шок велју бре човече, значи на Добри некој сте, начин бе, така. лолови, како Ајде, можеш и така да го сметаш. Не, Можеш ова, и ако така, е Кирило, маркетинг, можеш и топе. така да го сметаш. Друга Одлично. работа, Ајде ајде да како може Не, тоа што поише да со мајци со Тед Банди. Не, во моментов. Ова предложи го на лидеров. Како у моментов да станете прайм вест онака на прайм тајм у сите медиуми. Кај Тодор Живков на гробот. Да. Партали Тоа вие Партали ќе. многу добра идеја. Многу добра идеја. И Не, со сега да мајци- кажам, зашто ми е мене, фрапантно ми е шо?
Го двоиме, сега пази, кои се трите тези што се наметнаа во као негативен наратив против мојата нели матична партија, беше Амар не се изразил точно за своето образование. Наш виден член Не се изразил. Абе излажа еве нека биде така. Дека наш Абе јас сум фраер, немам завршен на факултет. Чао, сите женски ме сакаат, сакам да бидам градоначалник. Пази, ако го отвориш во собрание, никаде не пишува таму дека има овакво. До дипломски, значи збориме А сега не ми прави маневри. Не ти прави маневри. Не битно. Тоа се маневри. Еве. Мушки е, јас сум тој и тој. Толку е. Полуписмен сум, ама имам идеја како да. Ама имам идеја да ве оправам. Малце дегутантно е да речеме Добро, дали е нема полуписмен или не, али нема. Не се слагам со тоа. Не, Сакам да кажам, дечкото е поише од писмен. И да, далеко Значи, повеќе далеко писмен, повеќе. меѓутоа ајде вака тренем. Тезата е дека кандидат наш не кажал точно кое му е образованието, дека наш пратеник има направено, значи учесник е во сообраќајка, така. И третото што ни беше у суштина сега дека Емвер Ходжа. така, то држи. така. Значи не збориме, Во најава. чекај се, не збориме Ајде, за програма на Левица за град Скопје, не збориме за програма на Левица во општина Центар, не збориме за програма на Левица во Карпош, во Ѓорче. Не може да збориме темелот ви е лош. Андреа, Значи не, Значи- пази се, збориме тезата е темелот ви е лош, а ние збориме Или за треба да биде темелот исчистен, со иза, да, Андреа. отидовме, сгрешивме, мислевме дека е окей, дека содействува со идеалите некакви на левица. Да. Извините, прекнам. Од кај почна целата работа? Абе отидовме од корупција у левица, бе, ти не завлече. Не, Абе, не се завлече, вратиме, што ќе се мајка вратиме. Мараку? Не. Ќе се вратиме, не е проблем. Не. Дали во вашата прашањето ми ќе ме сватиш, ќе го поставам директно. Дали во вашата програма има решение од Скопје да направите пристоен, функционален град? И кои чекори треба да ги преземете, колку и да се брутални, за да го направите тоа, за да ја симнете од власт сите бандити, организирани криминалци, подземје, она. Дали имате начин да се справите со нив, за да можете да направите во Скопје да се урнат сите дивоградби, да се урне ова, да се урне, да се направи. Не, дивоградбите не може да се урнат. Зошто не може да се Може урнат? само да се легализира. Зошто не може да се не, урнат? апсолутно не е точно. Зошто не може да се Не, урнат? вака се. Дивоградба. Ти кажува самиот збор. Затоа што имаш 1/3 од градот. Вака, чекайте. Војна ќе избие. Не. Така, зошто јас сум разочаран, зошто ги поставам овие прашања? Никој од партиите Они ќе дојдат на власт, не ми па нуди- дај Боже. Не ми нуди Чекай бе, понудено решение. беше, кој вика дека не? Како? Ајде вака се, чекај. Ајде, нека објасни, ја викам, нема вака, возможно. вака. Прва работа, ние имаме најненормален закон, значи што се вика закон за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект. Пази, тоа Саша што го кажува апсолутно точно. Немаш одобрение за градба, дивоградба. Толку. Абе, нема Значи, муавет. закон, збориме, сме измислиле цел закон како да се, значи прво треба да утврдиш дали е дивоградба кога е толку просто, нема одобрение за градење, значи дека е дивоградба. Пеки, во ред. Порано, пред да се донесе оној фамозен закон, најпопулистичкиот закон на ВМРО беше практично законот за легализација за дивоградби, па поготово за 1 евро квадрат. Значи го направија будала оној човек што легитимно вадел одобрение за градење за да се изгради куќата и да речеме платил 116 евра за комунали, а овој со 1 евро буквално му се смеел улица испаѓа на крај, или овој што платил приклучок за водовод, овој на диво што се приклучил и овој исто се легализирал, така? Сега, што е поентата? Пред да се донесе законот за легализација за дивоградби, тој е пред 2009 година. Постоеше начин да се легализира дивоградба. Не е точно дека не постоел. Знаеш кој беше принципот? Извади си одобрение за градење. Значи ти си имал објект, си го изградил бесправно. Океј, дај да видиме, вадиш извод од ДУП во општина, дали тебе објектот ти се наоѓа во рамките на таа маркица, што е фамозно се ја викаме маркица, иначе дали е во градежна линија? Да, во градежна линија. Пеки, нареден чекор, си викам архитект, ти дечко, да, ова ја го изградив сам, ќе ми го снимиш како изгледа. Пуштаме практично прво извини геометар да направи етажен премер, толку и толку се овако просториите. Архитектот влегува така и така е ова тој материјал е употребен, влегува статичар, му прави градежни конструкции при сметка, да, таа конструкција стварно може да издржи, се прави проект за водовод кај што се снима кај е стварно шахтата, кај е стварно приклучокот, се прави проект за електрика и он, ако му е изграден објектот, го предаваше во општина и си чека пресметка за комунали. И ќе си платеше комунали по номинална и регуларна цена
и ќе добие одобрение за градење и си го пише објектот. Така се постапуваше пред законот за легализација која се донесе од страна ВМРО-ДПМН, и го сведе на геодетски елаборат и 1 евро квадрат. Значи влегува геометар, ти ги црта колкавите се просторите, ти не знаеш дали висината е адекватна, ни кровот каков е, ни дали влегува во урбанистички план или не влегува. Што им направи проблем на планерите? Имаат уличен фронт, овој објект е бам излезе напред на улица, не може да го запази уличниот фронт, па чекај се нешто ќе смислува, ќе скарабуџи таму. Значи практично едно што им одземаа буквално лебна луѓе, затоа што практично сите тие инженери, архитекти, електроинженери кои што претходно работеа и на ново планирани и ново проектирани, ама и на стариве за да ги упишат објекти, наеднаш цел дел од пазар им го снема, отвори многу работа на геометрите, практично они само снимаат, тоа што направија попара, значи ни Скопјево, и ги упиша, како ги упиша добар дел од тие објекти. Сега кај дале? Со упишување на тие објекти со законот за легализација и некој нов детален урбанистички план која се донел на местото на таа градба, дечкиве се стекнаа со право да добијат нов објект. Значи он претходно имал дивоградба, тотално немал право ништо да прави таму. Така, ја легализирал дивоградбата, со легализација на дивоградбата се стекнал да направи право на трансформација на земјиштето практично под зграда да го стави под објект на сопствено име. Со ставање на тоа се стекнал со право да го откупи дворното место, повторно по 1 евро квадрат, го откупил тоа дворно место по 1 евро квадрат и сега наредно што му е да си најде инвеститор за да му даде 25-30% за градење. А претходно имал дивоградба. Ме сваѓаш што ми е целата апсолутно, и затоа те оставивме да се докажеш. Кај оди и како следствено оди таа приказна. Уште важи 1 евро за квадрат? Не важи тоа, ама гледаме дека на отприлike 4 години, 5 години, цело време е нов закон за легализација на дивоградба, нов закон за легализација на градба. Знаеш дека има општини што градат патишта што се дивоградби. Дека имаме далноводи што се дивоградби, дека имаме трафостаници, дека имаме овакви репетитори што се дивоградби. Значи, самите општини инвестира улица, нема проект за улицата. Што правиме муаве тоа? Значи, нема проект. Отворил он тендер, нема проект за тоа чудо. Не следиш колку е се криво насадено. Кажи ми само што ова работа од твој аспект. Бензинскава Мак Петрол на Партизанска кај Румунска болница кај Букурешт. Добро. Зградата нова, висококатницата, е направена на 5 метри од резервоарите за бензин. Дали е тоа во ред на интерес? Не, апсолутно. Ајде ти 5 кажам. метра нема кај што завршуваат резервоарите за бензин зад бензинската. Знаеш ли зошто таму немало никогаш објекти? Еве, просто прашање, зошто во Југославија? Не, таму намерно може да слета хеликоптер. Не само за хеликоптер. Ти во случај на воени услови или епидемија или било што, таму се прави она полска болница. Така. За да може да прими многу поголем број на пациенти. Значи ти сега моментално у Скопје да удри земјотрес кој 63-та година, ти немаш кај да ги сместиш луѓето, човече. Да, пошто и во државна тој дел кој што беше инфективното за короната, сега ќе биде паркинг. Од кај ти е тебе оваа информација? Која? Сега што ја кажа за Не, тоа е точно. Не, му верувам него од кај ти е. Тоа се правилници за проектирање на згради од СФРЈ што постоеле, значи видиш. за урбано планирање. Значи, све имало. Ај вака сега ти кажам. Од лично искуство најбанален пример. Дошол некој, направил не знам колку 15 Ама не, и таму има и од Чекај. заводот за споменици, мислам, има некој. Да. Таму има некој ископување, нешто што Па се помина без мислење, значи од институтот збориме, да. односно не се дозна дали има или нема археолошки наоди, бидејќи се искористи она од Грује во време, ако за 15 дена не се врати одговор од институцијата, се смета дека одговорот е позитивен. Значи, што имаше зборот? Значи, порано постоеле правилници за све и тие правилници се уште постојат. Ова ми се случува на мене на професионално ниво, анегдотално ќе биде скроз. Ми доаѓа човек што треба ми зида на објект. И случајно или не, јас во моја бивша фирма имав направено методологија на изведба. И за секој процес, како се прави и врз основа на кој службен весник произлегува и од по кој правилник начинот на кој што се вградуваат материјалите. Конкретно, треба да се зидат зидови од керамички блокови, каде што се задолжителни либажни слоеви и се бара да има вертикални фуги. Тоа е правилник за зидани конструкција од 87 година, на сила е се уште, и случајно и на српски. Значи, ама кај нас во Македонија се уште на сила тој правилник. И сега јас се расправам со понудувачот изведувачот на работите, ама тоа е ненормална зидарија, зашто ти го бараш тоа од мене, така веќе не се зида никаде. А мене не ми е гајле, викам како се зида. Тоа е правилникот и начинот на кој што треба да зидаш. Не ми кажи поушални работи. Ти остаги овие другиве што
заобиколуваат овакво. Еве ти го правилникот, бам, на маса, сега ти ќе видиш по овој правилник. Значи, збориме дека паметни луѓе пред повеќе од Пред пола 50 век, години смислиле како треба. значи не знам дали сте имале можност да видите Техничар, една книга од 55-57 година некаде. Така се вика Техничар. Буквално, тоа е толку дебела една Тоа стара. веројатно Не се знам, учело И во средно внатре, градушко. да. И тоа ти објаснува све за сите можни конструкции, како се темели. Значи, пази, нешто што е на ниво на средно образование. Не зборуваме за факултет, не зборуваме за некој кој што треба иновации да прави, него зборуваме за технологија стара 60 години и таа е понапред од некои работи што се уште се случуваат Затоа сега. што е темел азбука. Не, ама и го Значи, заобиколуваат се тоа. Се заобиколува Да. Ама за тоа е поевтино, темел. за побрзо, со што е можно помалце пари. Ајде да видиме реално. Цената на квадратот е таа што е сега, така? Што ви кажам дека прва 30% може да биде пониска, само ако го тргнеме оној императив на приватната собственост на градежно земјиште, односно ако државата е таа која што ќе ги подготвува градежните парцели за градба, еве нека ги дава и на приватни инвеститори, нека не гради сама, да не одиме на тврд комунизам збориме, Да. него да одиме дека вие сте треба подготвите населба во која што ќе треба се гради. И што треба вие да направите? Во Америка е така. Да, го подготвувате земјиштето, значи Така ги во Америка. исплаќате Е, сега, луѓето, така. Еден пријател Ги исплаќате. Ми Еве, кажеш. еве збориме за капиталистичка земја. Како не се збориме за шири тврд Америка, комунизам. Значи делот на збориме у дека Тексас, вие ја Далас. припремате, ја чистите веќе позицијата каде што треба да се гради и таму треба да никне комплекс. Значи луѓето се исплаќаат, се експроприира тоа, се подготвува, се репарцелизира и се дава на некој да гради таму. Така, автоматски 30% имате помала цена затоа што тој не очекува да добие дел од градбата. Него е исчистен, еве 20 затоа што со многу помалце пари го чистат. Наредно, одиме ако имаме регулација на пазар, мораме да имаме и регулација врз основа на која дадена цена, колку можеме да имаме и максимална заработувачка. Значи не можеме ние да збориме за невидливата рака на пазарот, што суштина е абсурд. На крајот се сведувано на дека не постои бесплатен ручек, некој мора да го плати. Така е. Така. Сега, ако го имате тој момент кај што и тоа би го регулирале, уште 20% подоле би отишла градбата. Наеднаш наместо 2000 евра од квадрат, вие веќе ја си минјаме цената на 1300-1400, што никој е сосема нормална цена. Производниот квадрат моментално во Република Македонија, ако ги тргнеме комуналите на страна, зборам на нето површина, не преминува 1050 евра. Не преминува. Значи, тие анализи ми се правени до 101 и назад. Значи, самиот производен квадрат е толку. Другото отпаѓа на земјиште, на комунали, на процент што е очекуван да се заработи од страна на инвеститорите. И Нормално, страв да не се киксне, короната го донесе многу голем тој страв каде што рипаа материјалите, значи збориме па се става поголема маржа за овакво за заштита. Дојдовме до квадрат поскапо од центарот у Мадрид. Да. Неверојатно. Така доаѓаме до таа цена. Ние полека ќе привршуваме. Андреа, ти благодарам. Навистина. Почнавме на еден начин, завршивме на скроз. Да. Па тоа е и Ама поентата најдобра на емисија, на ова шоу. Најдобро. Морам да кажам шоу затоа што секој подкаст е еден вид на шоу, а шоуто мора да продолжи. Ај, не мора. Ај, не мора, може да си одиме и дома. Ти благодарам што беше толку исполнителен гостин. Ако нешто ти сгрешивме на прочка, ќе ти се извиниме, иако си помлад. Ако нешто ни сгреши, ќе се чуеш, ќе се јавиш на прочка, па ќе видиме нешто, ќе направиме некоја скара. Така да, Сашо, ти фала ти и тебе за коавторството и ководителството. Почитувани провокациите, така да не биде. Па добро да сега се види, одухне емисија. ако нема триење, Да, нема да. енергија. Ако нема енергија, ајде да не навлегувам. Значи, почитувани пријатели, сите што не гледате на YouTube во живо, сите што ќе не гледате во репризите, гледајте не повторно. Следниот пат ќе бидеме набргу на истиот овој канал на Удар. Значи, се знае што треба да направите. Subscribe, share and like, што би рекол наш чича Доналд Трамп.